Околу 5000 јаболка ќе се делат секој ден на учениците од струмичките основни училишта. Проектот кој што општина Струмица го најави на почетокот на септември почна да се применува за децата од 1 до 9 одделение. Целта според градоначалникот Јаневски е да се развијат здрави прехранбени навики на најмладата популација. Пред се работи за една ужинка, овоше кое што треба да иницира промени во начинот на исхрана на нашите најмлади сограѓани, на нашите деца. Знаете дека и нашето општество, како и општо глобално е еден проблем постои во светот. Нашите деца се повеќе имаат прекумерна тежина, немаат најздрави навики на исхрана и мислам дека со овој проект сакаме да поттикнеме едно размислување, иницијатива која што треба да биде поддржана секако пред се најмногу од нашите наставници, од педагозите и секако од родителите, кои верувам дека не секогаш успеваат на децата да им ги наметнат здравите навики. Мислам дека овој проект содржи многу потенцијал. Јас се надевам дека најправилно ќе биде разбран од родителите и од педагозите и од наставниците и дека ќе придонесе во една заедница, заеднички децата да се стимулираат, да ги променат своите навики и поздраво да се хранат. Секако со тоа обезбедуваме еден поздрав развој на нашите деца, ги подсетуваме на онаа што би требало да биде навика која што ќе трае цел живот и која ќе создаде кај нив еден поголем потенцијал и можност за да размислуваат како би требало да се хранат во животот. Пчелката Буби ги посети најмалите дечиња во училиштето и им делеше совети како треба да се јаде овошјето. Децата пак од основното училиште Никола Вапцаров велат знаат се за здравата храна. Ги измиеме раците, го измиеме него, потоа го јадеме. Остатокот што остане го фрламе во канта за ѓубре. Зошто јадете овошје? Зошто е добро да јадат дечињата овошје? За да бидат здрави. Да измиеме раци и да го измиеме него и да го фрламе во канта, а што остане. За проектот Јаболко за секое дете, општината годишно ќе одделува околу 2 милиони денари.